Романот ќе помине и моќта е редок пример во современата македонска проза која што храбро се осмелува да исчекори на тромеѓето на психолошкото, духовното и ниското искуство на човекот. По својата форма, пак тој храбро стапнува на уште едно тромеѓе, збирка со поетски насловени и длабоко поврзани приказни, слоевит и разгренет психолошки роман и личен дневник. Во него се поставуваат прашања кои што современиот човек денес најчесто ги потиснува. Што значи внатрешната моќ? Вака ќе напише Олгица Крстевска-Миловоевиќ како рецензија за новото дело на авторката Ирена Јурчева, која имаше промоција на романот во Стромица. Ние писателите љубиме да ги нарекуваме нашите книги деца. Крштевката беше направена во Скопје пред речиси 6 месеци и чувствувам како моето книжевно дете проодело со тоа што овде се случува втората негова промоција. Особено сум радосна што овде во овој град го довршив овој роман од 380 страници, кој што е обемен и ми е посебна радост да го споделам со сите мои родени и пријатели овде. Во романот на авторот Јурчева приказната се врзува за младиот Адријан и неговиот чуден дар, патување низ тишината што крие тајни, низ светот што се распаѓа, низ моќта што е осудена да исчезне. Пред се ова е роман за созревање. Главниот лик раскажува во ретроспектива за неговото детство, младост и раната возрастна доба и низ него провеува една фантастична нишка. Значи тоа не е од жанрот фантастика, туку провеува една фантастична нишка. Тој лик поседува необична моќ да влијае врз луѓето која што се темели врз емоционалната интелигенција. Сакав тоа да го потенцирам. Сите дарби и моки што ги имаме сепак произлегуваат од срцето, од карактерот на човекот. Авторката најави промоција на романот и во други градови од земјава, но желба е и да биде преведен на повеќе јазици. Најпрва во други градови на Македонија, например Битола, Куманово и Охрид, со чии што автори и соработници таму веќе спомнавме дека може да се направи една промоција. И секако на секој автор желба му е романот да се преведе на странски јазик и да се пласира надвор од регионот, во регионот и надвор, ако има таа среќа. Промоцијата беше во организација на Сдруженијето на граѓани Иван Василевски од Струмица со цел на љубителите на пишаниот збор од овој дел на државата да им ги представи новитетите од литературата.